Од Истражувачка репортерска лабораторија, моето име е Давид Илиевски, а вие ја следите 12-тата епизода на подкастот Разговор во редакција. Во стар состав се враќаме, со мене во студиото се Бојан Сановски, новинар и колега на Давид. Лила Караташева, новинар во Ирала. Минатата недела, ствари пред 2 недели имавте супер подкаст. Дори да ти кажам, и криво ми беше што не останав со вас, со психологот и со социјалниот работник. Нешто само кратко сакав да се надоврзам на таа тема, дека неколку дена од кога го објавивме тој подкаст кој што беше за насилство врз жените, се случи на несакана случка со јутјуберот Лазаров и со поранешниот новинар Латас, каде што буквално се подсмеваа на насилство врз жените и некако имаше една брза реакција од страна на обвинителството. Па имаше, најверојатно поради притисокот на јавноста и реакциите кои беа стварно и на место и во право време. Меѓу другото и нашиот случај кој го пишувавме со дивиот таксист доби одредена разрешница, бидејќи девојката беше повикана во полициска станица, беше сменето делото од недолично однесување, најверојатно ќе го гонат за нешто друго, така да мислам дека ја постигнавме целта и да им покажеме на сите дека не сме да се толерира насилство во никаква форма. Добри знаци се тоа, што значи дека и општеството малку по малку созрева и важно е да збориме повеќе за овие теми за да може да се случуваат вакви промени и уште еднаш апел до обвинителството и до полицијата да реагираат исто волку брзо кога што изреагираа за случајот со јутјуберот. Да, не селективно и на секаков вид на насилство. Да, затоа што секој ден гледаме нови и нови вакви случаи. За оние кои што ја пропуштија таа епизода, можете да ги следите на старите епизоди на нашиот YouTube и Spotify канал, односно на каналите на Истражувачката репортерска лабораторија. А подкастот во Разговор во редакција излегува секоја втора недела во четврток на јавниот сервис на МРТ1 и исто така на YouTube каналите и на Spotify каналот на Ирала, со тоа што овој пат не е четврток, ќе видиме во сабота, затоа што имавме мало одложување да го фатиме циклусот на приказната која што ја објавивме пред неколку дена, односно премиерот кој сака да биде инфлуенсер. Затоа и Лила е денеска со нас во студиото, со нејзе малце ќе поразговараме за тоа што точно објавивме во оваа приказна и која беше содржината која што ја истражувавме во последните неколку недели или месеци. Колку се фати? Па вака, во последниве неколку месеци обрнавме големо внимание на рекламите кои се спонзорирани реклами на премиерот. Исто така дел од истражувањето беше и тимот на владата кој освен што работи за владините канали, работи на приватните профили на премиерот. Откривме дека само во последните 100 дена премиерот има потрошено 26.000 евра за спонзорирани постови. И најстрашното што додека ги разгледувавме рекламите беше што овие пари не се ни потрошени за сограѓаните да се искомуницираат информации кои се важни за нивниот живот, туку неговите најспонзорирани видеа не комуницира апсолутно ништо. Првото и најплатено што беше 4.500 евра е буквално покана за да ја заследите неговата страница, за да бидете во текст со сите случувања, а случувањата кои таму се споделуваат најчесто се посети од градинки, цркви, дури може да се информирате и каде премиерот јаде, пие на широк сокак и за сите негови локални прошетки, што не верувам дека нешто им значат на граѓаните кога не ги добиваат клучните информации. Значи, главниот проблем на страна од потрошените пари за спонзорираните постови, од она што го работевме како редакција, беше фактот дека овие видеа и оваа промотивна кампања нема никаква информативна вредност за граѓаните, односно не ги комуницира важните прашања кои што за нив се битни, туку едноставно само прави себе промоција или партиска промоција на премиерот или на владеачката партија. Точно. Дури премиерот се подпишува на видеата на кој ги објавува и морам да кажам овде и после вчерашниот прес дека под трошење на владини ресурси, државни пари не се смета само тоа колку пари владата дала за овие спонзорирани постови, заради тоа што ние имаме и одговор директно од владата каде што они потврдуваат дека тим на вработени луѓе од владата се грижи и ги објавува тие фотографии. Значи таму работат тројца луѓе кои се задолжени да објавуваат видеа и постови на тие профили, што пак ќе кажам не се владини, туку се негови приватни профили. Тие луѓе работат во 2 смени,
од 8 до 22 часот. Премиерот исто така кажа дека никој не работи преку време, но не знам ништо би се работело повеќе од ова. На приватни профили. Неколку работи начна сега во моментов, да тргнеме едно по едно. Ај прво, она што беше клучно, премиерот има негов личен профил кој што се вика Димитар Ковачевски. Така е, да. И тоа може да ни кажеш прво што е проблематичното, затоа што тоа го разговаравме и со комуникологот Сеат Джигал, и кога би го споредиле ова исто во со некои други земји, да речеме од Европа или надвор од Европа, Америка, ова е малце не својствено, така? Точно, да. Значи, додека го истражувавме ова, гледавме каква е праксата во другите земји низ светот и нема, например, еве, да ја спомнеме Америка, таму има еден профил POTUS што го презема секој нареден председател. Кај нас, не само за премиерот, проблем е и што за сите министри може некој да биде на функција само 6 месеци, ќе си направи негов профил, ќе се вложуваат пак луѓе кои работат на тој профил, кои го сликаат, сето тоа е од државните пари, а после тој профил останува негов сопствен. И никако не ги користи на државата, ниту на граѓаните по напуштањето на функцијата. Добро, да резимираме, значи само гола пропаганда. Да. Буквално нема никаква дистинкција помеѓу она што е државен профил, а што е личен приватен профил на Мислам политичар. дека Нема. и самите не знаат која е разликата. Предпоставам дека и така, да, така и изгледа. Имаше брза реакција од страна на премиерот. Излезе на пресконференција вчера и одговараше на новинарски прашања за темата, и она мене што ми падна во очи е дека комплетно се фокусираше да проба да се оправда дека не се трошени државни ресурси, не се трошени државни Точно. ресурси. Тука само морам исто така да кажам, дел од рекламите се платени од партијата СДСМ, но исто така знаеме дека и партиите се финансираат со државни пари и пари од буџетот, но ние споделивме и фотографија каде што додека ги анализиравме рекламите, пронајдовме и 5 реклами што се платени директно од владата, иако во одговорот од владата стоеше дека тие не потрошиле ниту денар за спонзорирани реклами. Ајде тош малку за анализата, како ја правевме оваа анализа. Се спомна тоа и во текстот дека ги собиравме податоците од ad library-то на Мета, односно компанијата која што е позади Facebook, меѓутоа што точно можевме да видиме таму и како уствари ја направивме оваа анализа. Мета ad library служи за да сите оние кои се занимаваат со социјални прашања и политичарите се должни таму да ги пријават сите своји реклами и да наведат од кој профил се платени тие реклами. Нема подетални информации, картица конкретно, но се знае, например, за премиерот Димитар Ковачевски постои обележување за рекламите кои се платени од владата и оние кои се платени од партијата. И она што го видовме таму е дека најголем дел од рекламите се платени од страна на СДСМ како партија, меѓутоа исто така имаше и реклами кои што беа платени од влада. Да. Така беше. Тоа се 5 реклами се платени од владата. Значи ги плаќа партијата, може би ги поставуваат службениците од влада. Посови. Точно. Може би ги плаќа и владата заради тоа што парите кои стојат дека се платени од неговиот профил, ние не можеме да видиме кој точно ги плаќа. Да, и тука едноставно многу се сувишни информациите точно кој ги плаќа, меѓутоа она што го пријавиле они како профил на премиерот, пријавиле дека се Да, ама иначе конотацијата е дека ја плаќа партијата рекламата. Можеби ама некој владин службеник ја поставува, што значи така. пак во индиректна форма се користат службени лица од државната служба за партиски цели, бидејќи премиерот рече во пресконференцијата дека и социјалдемократи мора да презентира социјалдемократски политики. Да, исто би напоменала и дека еве конкретно Мартин Попов, шефот на неговиот кабинет, која подготвува таа агенда, е вработен во владата. Значи, испоред агендата се крои планот каде ќе оди денес премиерот, каде ќе се слика, каде ќе се снима, со кого. Добро, така тука да не е само повторно- Мартин Попов, колку има луѓе таму вработено во тимот кој што ги работи сите овие видеа? И сите овие промоции. Целиот тим е 37 луѓе. Дел од нив се и продукција, пиар, пишувачи на говори, текстови, соопштенија, Тоа е повеќе админи на од социјални сите, мрежи. од сите луѓе во сите редакции каде што сум работел. Да. Јас никогаш не сме биле 37 луѓе задолжени Во информативна за програма. информативна програма и за вести. А имаме влада со 37 вработени на кои што Медиум. луѓе кои што пишуваат соопштенија, кои што прават видеа, кои што прават Па фотографии. не може да се кои што- пофалат дека се нешто успешни. Ама, Не, само мене она што ми е тука збунувачки, ако тргнеме логично да ги разгледуваме работите,
е дека он вика не се трошени државни ресурси за да се продуцираат овие видеа кои што промовираат само промоција и кои што се буквално кампањски видеа, како што каже и комуникологот Сеја Джигала. Од друга страна, луѓе кои што се директно вработени во влада и кои што се платени од буџетот на Република Северна Македонија, ги прават овие видеа. Дури и спонзорираните постови кои што се во моментов проблематични и да речеме дека не се трошени државни пари, ако имаме ние цела една армија на луѓе кои што ги продуцира овие видеа, па тоа кошта пари. Ние сите сме свесни колку е захтевен процес да можеме да продуцираме видеа во кои што летаат дронови, во кои што има 5 камери, во кои што се правени после тоа колор корекции, сите останати работи за да изгледа тоа толку примамливо и успешно. Така да, ако гледаме од тој аспект, изговорот дека не се трошат државни пари на премиерот на пресот е малце... Да, ма еве, најинтересното е тоа што го читам сега текстот на Лила и вика 4000 евра за промоција и векани премиерот Ковачевски да го заследите, а ние разговараме, најверојатно и успешни се, ако платиле толку, па ние сме стигнале до подкаст и да ги анализираме, значи, можеби, па ајде са, да не бидеме можеби успешни се малку. Успешно го привлекли нашето внимание. Не баш заради тоа што пред подкастов баш гледав од објавувањето на нашиот текст па се до снимањето на овој подкаст. Само 4 луѓе повеќе го имаат заследено, а не застанува. Има значи објавено 7 нови објави. И дополнително само во моментов има 9 активни реклами кои во последново денонокие се околу 250 евра потрошени. Што значи уште малку една минимална плата потрошена за спонзорирани и повторно од тие 9 реклами мислам дека 3-4 повторно со ние заследија официјалната страница на претседателот на владата. Мене уште 2 работи ми беа многу интересни во текстот. Една од нив се спомна кратко Бојан затоа што рече дека никогаш не работел во редакција со толку многу новинари, меѓутоа Лила ти направи убава паралела затоа што ги собра вработените во телевизиите и во други онлайн портали и онлайн медиуми кои што работат во Македонија, и ако ги споредиме бројките, буквално е најголемата редакција владата, така? Да, во предност. Со тоа што и да кажеме дека колегите од останатите медиуми, значи во текот на еден ден покриваат повеќе настани, на граѓаните им нудат, на граѓаните. Тука фокусот е на еден човек. Да, тука фокусот е само на еден човек. Па замисли да имаше една редакција во Македонија со 36 луѓе кои што ги истражуваше само еден криминалец, цели ресурси беа вложени на него. Ја мислам дека така многу ќе бевме поефикасни. Па добро, глорификација. А втората работа исто така што ми беше впечатлива во целиот текст беше позицијата на секретарот за комуникација и односи со јавноста, Ана Андреева, која што мене што ми е проблематично, сакам да го слушнам и вашето мислење на оваа тема. Она доаѓа од позадина на светот на маркетинг, работела во маркетинг агенција, работела и во невладин сектор. Меѓутоа, дали сметате дека на оваа позиција треба да се бираат луѓе кои што доаѓаат од светот на маркетинг? Па, можеби од аспект на тоа што сакаат да го постигнат и маркетиншки да го продадат премиерот Ковачевски како ново лице кој релативно беше непознат. И во политиката, можеби во круговите на социјалдемократите да, ама за пошироката јавност не. Можеби е во ред. Второ, голем број на наши колеги кои до вчера работевме, така се вика, во редакција заедно, се дел од огромниот PR тим, што на владата, што на министерствата, па не гледам дека се нешто успешни за да им доловат на политичарите која е улогата на новинарите и медиумите. Така да гледам дека нема правец еден со други да се разбереме, колегите стана поголеми политичари од политичарите. Така да не знам ни можеби што е најпаметно, ама од аспект на вакви бројки и на вакво спознавање на премиерот, ако е тоа целта, можеби е од воред, ама од комуникацијски план и од аспект на човек кој треба да им објасни која е улогата на медиумите и што треба да се прави од аспект на влада, не знам дали ми е јасно или можеби ми е јасно, ама вака тераат. Да, ја мислам дека ова го илустрира на кој е нивниот интерес. Они сакаат така промоција, сакаат да може да ги пумпаат и глорификација. Све е сведено на еден човек. Да. Не е битно дали е сега Димитар Ковачевски, дали претходно бил Зоран Заев, дали претходно бил Никола Груевски. Клучно е тие да изгледаат добро во јавноста, да се религиозни, да се поштени, да се честни, да пречекуваат гости, да испраќаат гости, да јадат во студентски мензи. Мислам, луѓе, ајде, не личи тоа. И најверојатно, доколку го советуваше некој поискусен комуниколог,
дел одговорите ќе му беа државнички, како што и треба да изгледаат, како што и во разговорот со комуникологот Сеат Джигал и тој посочи дека се знае како изгледа државничко обраќање, државничко честитање на нова година. Ние тука имаме коледари што пеат пред врата и премиерот како им дели пакетчиња. Што е сосема спротивно на оно што треба да биде државнички Или говор. можеби така треба, па не знаем. Може ние сме во заблуда. Лила, само пред да почнеме со подкастот, чисто кога се подготвувавме, те молам, кажи го примерот со страниците на нашата влада и случајно рандом ли ја одбравме веб страната на британската влада. Така да, еве само да ги погледнеме двете и да ги споредиме, ќе видите кога ќе куцнете gov.uk, UK, нема кој е премиер. Да. Нема кај бил премиерот. Нема што правил премиерот. Има само препораки за граѓани, како да најдат работа, стои се уште линк за коронавирусот, финансиска поддршка, како може да добиете, како да се вработите и отворете нашата страна, влада на Република Македонија, ќе видите Ковачевски на економски форум, па следен пост Ковачевски вамо. Мислам, тоа е разликата како треба да изгледа најверојатно една веб страна која информира и една веб страна која е гола пропаганда. Да, таму буквално ја забележав, значи има цела страница посветена на лицата со попреченост и нивните права што ги уживаат во државата со законот на еднаквост. Нема како кај нас лицата со попреченост се облечени во маички, готвиме со премиерот и се снима тука весело видео со нив, како живеат тие после тоа видео и какви права уживаат тие во нашата држава. Комплетен контраст имаме на овие две работи. Бојан го спомна исто до тоа, нашето истражување и нашата сторија во моментов се фокусираше на владата и на владиниот пиар, меѓутоа за жал истото се случува и во сите министерства и во сите други институции на јавниот сектор. Ако ги погледнеме министерствата, исто е, кога ќе отвориме Министерство за финансии и економија, да, пак во фокусот се ставени министрите, а не се ставени политиките и оние кои што се важни информации на граѓаните, така да Лила, чисто ќе го спомнеме, продолжуваш да следиш темата со како се трошат владините ресурси во делот на пиарот. Да беше Сашка тука, ќе можеше да ја расшириме малку темата и на малце пошироко и да даеме една ретроспектива и за минатото и за денеска. За жал не е со нас, затоа што во моментов се во Варшава, имаме добри вести. Документарниот филм Нечиста крв е номиниран за престижната јаграда All for Young. Тоа е меѓународна награда, во конкуренција сме со уште два други медиуми, еден од Украина и еден од Романија. Уште не знаеме дали сме победници, меѓутоа Сашка е таму на церемонијата и се надеваме дека јавниот сервис и ИРЛ ќе ја добијат оваа награда за документарниот филм Нечиста крв. А затоа сега во следниот дел од подкастот имаме двајца многу интересни гости, јас мислам, со кои што ќе можеме баш да расшириме темава и да дадеме малце една поширока слика на проблемот. И јас така мислам. Ти благодариме, Лила. Ви благодарам јас на вас. Во вториот дел со нас е Катерина Синадиновска, новинар и основач на Советот за етика во медиуми во Македонија, и Фуркан Селију, новинар и колега. Ви благодарам што дојдовте. Мислам го следевте првиот дел со Лила, ја прочитавте приказната. Сакам одма старт да влеземе со чисто вашето лично чувство, кога ќе видите дека владата е најголемиот медиум во Македонија. Види да кажеме, не сте бардови, ама сте соодветни за да ги Нема да се вреѓаме скоментирате. сега. Да почне За жал, емисијава со навреди. За жал публиката овој пат не доби двајца бардови, Да. меѓутоа доби млади прогресивни лица кои што мислам дека ќе ја сменат политиката во Македонија од Ми аспект се на медиум. допаѓа и млади и прогресивни. Така е. Вака, значи прво честитки за текстот, извонредно истражување. Искрено, кога ме поканивте, имав и се уште имам страв дали ќе можеме да ги опфатиме сите погрешни елементи кои што се отворени со овој текст. Толку многу е погрешно таму што навистина не знае човекот каде да почне. Би почнало со една важна поинта за мене, а тоа е дека никој од луѓето што ја креираат пиар стратегијата на премиерот не мислам дека е глупав. Значи, тие точно знаат што прават и знаат дека на граѓанството буквално му се лоши од овој однос кон него. Јас мислам дека се работи за можеби едно помирување со фактот дека политички го имаат изгубено граѓанскиот дел од населението и се обраќаат исклучиво на својата партиска база. Кога вие имате таква
таква целна група, таков таргет, веројатно и начинот на кој што комуницирате за нас не е сватлив. Затоа што за никој тука на масава што сме, ниту за вашата редакција, ниту за колегите со кои што комунициравме овие 2 дена од како излеза аферата, не разбира што е поентата на овој тип на комуникација со јавноста. Веројатно се работи за некаков таргет кој што апсолутно има некакви други вредносни системи. Тоа е едната работа, другата работа, ова е сега, како би рекла, доброто сценарио. Не, ова е интересен поглед дека имаат фокус. Да. Другото сценарио е дека тотално се дефокусирани, дезориентирани и навистина не знаат што прават. Ќе цитирам еден луѓето што нели маркетинг експерти, ако секој работеле претходно баш во маркетинг, треба да го знаат Дейвид Макензи како основач на британскиот маркетинг свет и како таткото на маркетингот. Тој вели дека најдобриот пиар на свет, најдобриот маркетинг, што може да направи? Лошиот продукт да пропадне побрзо. Значи, прашањето е тука, имате или немате продукт за продавање. Ако веќе одиме со маркетинг стратегија. Друга работа, што е начнавте со Лила, што мислам дека е важна, што тука не се работи за маркетинг. Тука се работи за јавен интерес и мислам дека тој момент е оној што е најмалку земен во предвид во целата оваа креација на нивната стратегија. И тоа е страшно. Интересен е погледот дека уствари они со овие видеа буквално само сакаат да таргетираат одредена група на нивни поддржувачи. Мислам дека веќе 5-16 години сме заложници на таква политика. Не само тоа се гледа во коментарите. Да. Тоа се гледа во коментарите. Обичните граѓани се знае што коментираат. А партиските војници што се на тастер, најдобар сте, што ќе правиме без вас, државата ќе не отиде без вас. Се знае, тоа се гледа во коментарите, барем сега е многу лесно да се, како да кажам, измери јавното мислење. Тоа се само погледнете и коментарите ќе сватите се, ако дозволат коментари, пошто сега на некои јавни профили, затоа што нели тој јавен профил верифициран. Така. Дека е владин представник, немаш можност ни да коментираш или ти ги бришат коментарите. Значи има дури филтрирање на коментарите, па значи само оние кои што се позитивни и со лајкови многу. Па дали денеска овде ти имаш владин представник, иако си ги повикал? Па тоа баш сакам да го кажеме. Дали имаше повикано. Да, Ана Андреева беше поканета, уште минатата недела, уредно не одби, кажа дека нема време да присуствува на овој подкаст. Добро, можела да ви одби и неуредно. Така што има неуредно, се согласувам, меѓутоа уредно не одби, кажа дека не може да присуствува, затоа што имаше мало поместување на снимањето, дадовме уште една шанса, повторно поканивме да присуствува на подкастот, меѓутоа за жал не сакаше да дојде, мене ми е многу криво, јас некој да ти кажа дека ќе објави видео обраќање кој ќе биде спонзориран. Рече дека ќе го следи подкастот, тоа е важно, рече дека ќе го следи подкастот, така се надевам дека ќе може да испратиме некое прашање до нејзе, па после тоа може ќе снимат некој добар спот во кој што ќе ни одговорат. Криво ми е што не дојде, затоа што стварно сметам дека во еден ваков состав ќе можеше да се соочи со една малце здрава дебата на која што ќе можеше да погледнеме и ние на другата страна и да видиме уствари точно како стојат работите во светот на Димитар и во реалниот свет. Малку е проблем тоа со здрава дебата, зашто прашањето е колку они навистина сакаат здрава дебата. Значи, дали дебатите кои што сега ги гледаме, ние имавме еден ужасен период на отсуство на секаква дебата, тоа е факт, и молевме да се врати времето на дебатите, меѓутоа кога велевме дека ни требаат дебати, не мислам дека некој од нас вакви дебати очекуваше како што ова го гледаме сега по телевизија. Така што медиумите се избрани, точно избрани се знае. Погледнете ги само интервјуата на премиерот, од кога е премиер. Погледнете ги водители, па ќе го кажам слободно, поранешни колеги ме беа, но да, 2 дена во Министерство за правда, третиот ден новинар и баш таму оди премиерот секогаш кога има битна тема или на јавниот сервис. Вашата емисија оди на јавниот сервис, многу е квалитетна и ја почитувам, но не знам какво е мислењето на јавноста за јавниот сервис. А вториот медиум, знаете за кого зборувам, сега не спомнувам имиња, ќе добијам некоја тужба, меѓутоа јавноста знае, јавноста не може 2 дена да бидеш пиар на министерот, следниот ден да го викнеш на емисија на национална телевизија. Народот не е глупав, народот гледа и затоа тоа ни нашетува и на нас како новинари. Знаеме дека сме во иста позиција со политичарите. Мене често ми се случува ќе отидам на терен, па вие сте исти како нив.
Не сакам тоа да ми го кажат Добро, поради колега. ајде да им објасниме на луѓето дека има разлика од новинари до новинари и дека има разлика од репортери кои секој ден одат на терен и се соочуваат со најразлични ситуации, дека единствената улога на репортерот е да ја пренесе информацијата до граѓаните и дека не е новинарство одење на пресконференции. Те разбирам, а тешко е. Знаеш зашто е тешко? Поради тие 37 луѓе што се во влада кои што го тероризираат народот секој ден. Многу е тешко. Тие се буквално конкуренција. Имаше за време на пандемијата, тие направи емисија. Имаше водител и министерот Да. памтиш, Венко тогаш беше министер, тоа реагиравме скандалозно. и на пресот се тогаш преку Zoom нели се јавувавме, им честитав за новата емисија, им кажав дека конкуренцијата е жестока и нека се Како спремат. гледачите во Тие не утринска, гледат- поздрав до емисијата. Да. Не, сосема се несватливо во некој момент. Они имаат како конкуренција не гледаат и ќе објавиш ти нешто и тие одма демантираат. Нема врска ти дали имаш факти или они ќе се појават со деманти. Добро, се и тоа е изгуби тоа. суштината и на Нема. демантот, секој може да напише демант и може да напише што сака без внатре да биде тоа празни флоскули. И парите, среќа што сега порано нели за рекламите во Facebook немаше никаква информација, после фейк ньюс и велес и се, тоа се јавни, среќа што се јавни, тоа се огромни суми. Не зборуваме за 27.000 евра, толку беат нели? 26. 26.000 евра. Тоа е страшна сума за една држава како нашата држава и што се спонзорира. Особено во време на криза. Бојан спомна дека има така цело време некои као лажни извинувања и пред да почнеме со подкастот го зборевме тоа, затоа вчера премиерот имаше пресконференција на која што одговараше на новинарски прашања и мене неговиот одговор ми беше некако многу баш онака апологетски, некако проба така да ја разводни целата работа, го исековме, баш сакам да го слушнеме сега кратко Младен ако може да го. Да, само мало интро пред да го пуштат. Очигледно знае, мислам ја видела колешката Лила во влада дека е дојдена. Пиарот предпостави што ќе прашуваме. Мораме да напоменеме дека премиерот го чита одговорот на прашањето, значи биле спремни, биле спремни, ете да ги пофалиме, ама да го слушнеме одговорот па да видиме што смислиме. Да, тоа што не е интегрално целосен одговорот, исечени се неколку Така е, поенти, поентите. целиот одговор го има на YouTube каналот на влада. Првен, јас не сметам дека се прави било што погрешно. Сметам дека дел од мојата работа и дел од тимот кој што работи, дел од работата на тимот кој што работи на комуникацијата на тоа што јас го работам, е исто така транспарентноста и да ги информира граѓаните што работат избраните функционери и именувани функционери во однос на прашањата кои што нив ги засегаат. Важно е, например, да се каже на граѓаните дека премиерот на државата оди во Минхен на безбедносна конференција, каде што се сретнува со светски лидери, каде што се разговара за значајни безбедносни прашања од значење и за нашата држава и за нашите граѓани. Изборот е пак дали тоа да се направи преку соопштенија. Прашање е колку денес се читаат соопштенија, а колку се гледаат, например, видеа или одредени други мултимедијални презентации на социјалните медиуми. И дали ќе користите методи на комуникација кои што се старии по 150 години, или ќе користите методи на комуникација кои што се од поново време и кои што се адаптирани на публиката. Од комуникацијата која што е на мојот профил, не е од буџетски средства, ниту пак некој вработен во секторот за комуникации на владата има седено преку времени сати за да сработува комуникација. Ја намерно не почнувам да зборам, знаеш, некој тишина да кажува све. Ништо нема погрешно. Еве, прво, гледајте го како зборува. Дали мислите дека самиот се верува во тоа што го кажува? Зошто чита? Зошто за одговор на вакво прашање треба да читате? Тоа е проблем генерално, не само кај премиерот. Дали вие можете на прсти да изброите од една рака политичари кај нас кои што умеат да застанат и да одговорат на прашање или да кажат порека без да ја прочитаат? Во собранието контра реплики се читаат.
Значи не само реплики, контрарепликите се подготвени од партија и тие ги читаат. Значи имаме едно страшно намалено ниво на комуникација и на култура во комуникацијата и на квалитет. Неколку работи ги спомена што за мене се не знам, отвараат нови проблеми сега, зборува транспарентност. Знаете што е транспарентност? Кога од БИРН колегите ќе ве прашаат, односно ќе го прашаат Артан Груби, неговиот заменик, колку точно хонорари се исплатени, колку луѓе точно се вработени, што тие работат, да одговорите. Колегите не успеале да добијат информација, иако агенцијата што треба да го штити тоа право му наложила на тоа министерство, јас го велам нагалено министерство за ништо, му наложила на тоа министерство да ги даде тие податоци. Како можете да зборувате за транспарентност, а вакви информации, ова е само еден пример. Сите сме свесни, сме биле жртви на тоа молење да добиеме информација. И да не ги откривате. Значи, тука не се работи за транспарентност, тука се работи за само реклама, која што може да биде симпатична, не велам не, но начинот на кој што тие тоа го прават, не е убав. Ама кај ништо не е погрешно. Не убава. Да, за мене е. Сега да не биде дека само напаѓаме и се вакво. Сум кажал и кога се смени власта. Се виде тоа одма во првите месеци. Они најдоа PR машинерија, пропаганда машинерија и место нели така ветува дека нема веќе пропаганда, дека се ќе биде транспарентно, тие ја надградија. Тие го уништија и невладиниот сектор, па може да кажам дека и прават многу штета на новинарството. Зборуваше колку вработени има таму. Сите тие луѓе, квалитетни луѓе се земени од приватни медиуми. Вие се, ако шетате по редакција да видите... Или бизнес сектор, фирми. Или бизнес сектор. Ако водите вие по телевизии, да видите какви луѓе работат, секоја чест не сакам да навредам никого, ама многу е потежок процесот, еве кај мене лично, многу е потежок процесот на снимање, монтирање и целиот тој процес, затоа што во телевизија нели работам. Сега е многу потежок од порано, затоа што 23 од најдобрите луѓе што работеа кај нас, не се веќе кај нас, во владина институција се. И не знам, мислам дека треба да се работи на менталитетот. Многу погрешно ја сваќа транспарентноста. Не е транспарентност да ми чита премиерот поезија и кога станал, кога немаме лек, пример за млади дечко што умре поради тоа што немаме лек. Он ми чита поезија на пресконференција. Премиер, место да преземе одговорност или да направи нешто. Или па неговото патување во Минхен, што донесе оно таму. Тоа не е... Добро, го спомна во еден момент моделот на соопштенија, најверојатно бил застарен. Са Петар, ката јас и ти малце сме подолго за разлика од Давид и Фуркан во ова. Ниедна влада до сега не правела соопштенија за граѓаните. Секад кога ги праќале соопштенијата биле во за медиумите, па ние како новинари сме одлучувале што е важно за да ги информираме граѓаните. Иначе сите знаеме како изгледа едно соопштение од медиум или од министерство. Се изгубили таа форма новинарите, уредниците, уредништвото да одлучи што е битно од соопштенијата на владата или е наспроти ова ставот на премиерот дека видео од Минхен е многу поцелисходно. Ова е суштинско прашање, затоа што како се изгуби тој филтер на редактура во редакциите со намалување на бројот на луѓе. Ако ви имате тројца вработени во редакција и дента треба да се покријат 7 настани и вестите ви траат 30 на минути, се разбира дека дел од тие 30 на минути полесно ви е да го покриете со готови видеа кои што се спакувани од активниот ажурен тим што работи во 2 смени, отколку немате како тоа да го изведете. Значи, удирањето по медиумите, по нивната финансиска независност и сигурност, по нивниот квалитет, преземањето на луѓе од таму, атакот на секаков начин се прави, не е само притисок. Ама новинарите како порано форма. одлучува што е важно. Порано одлучуваа новинарите. Се уште има редакции, сега да се изборуваме честно, кои што тоа го прават. Не можете вие владино соопштение секаде да продадете. Не се пушта цело видео владино. Или, ама не секаде. Значи, не сакам секаде, сепак има меѓутоа има такви медиуми кои што како што имаше и претходно, некои од нив се истите, само се прешалтаа, така што и тоа не беше проблем, значи не е важно. Тие се конзистентни, секогаш провладини. Сакам да речам суштинско ова прашање затоа што вие повторно има една баш комуникологот што вие го имавте, јас неодамна со него разговарав, Сејат Джигал, мене ми ја исклучително го почитувам како стручњак во својата област. Спомена нешто што е многу важно. Разликата меѓу јавната и притиската комуникација. Луѓе, ние едно време се шокиравме
кога се губеше тој мост, што е јавно, што е приватно, што е јавно, што е партиско, што е држава, каде почнува партијата, каде завршува државата и обратно. Да не гледате проблем во тоа дека владини ресурси, државни ресурси, дали се тоа човечки ресурси, дали се тоа финансиски ресурси, трошите за доброто на вашата партија, е скандалозно. Истото е со злоупотреба на службени возила, истото е со злоупотреба на кадар, истото е со злоупотреба на пари. Фуркан рече дека ова се многу пари и навистина се согласувам во време, не само во време на криза, ова сериозна сума, бре, ние треба 3 години да работиме, 2 години 3, за да можеш да ги заработиш тие пари честно, така? Значи, ова се големи пари, но за мене уште пострашно од самата сума на пари. Станавме малку и отрпнавме на сумиве. Знаете, ако нема милиони, си викаш, 20.000. Меѓутоа, уште пострашно е што се киднапира дебатата. Лио имаш и во текстот една таква реченица дека имаш едно контаминирање на јавниот простор. Како не сваќаат дека штетата што се прави не е само финансиска? Баш во тој контекст, затоа која пробуваме да најдеме големата слика и да видиме може ли да се поврзе ваквиот тип на делување, кој да речеме, како што рече Фуркан, апгрейдување од времето на Никола Груевски и владењето на ВМРО. Да помене, бидејќи која ќе ги видиме јавниот дискурс како на политичките центри, како на партиите, како на пратениците во собранието, станува збор, можам слободно така да се изразам, еден гнасен однос, кој не прилега за јавна дебата, а ние како граѓани не сме должни да го трпиме и да го толерираме нивното, најверојатно културно невоспитување и одлуката тие да се допаднат на партиските шефови. Се сведовме ли на некој, како да кажам, не знам никако да се изразам на еден ваков начин на јавна комуникација на база на партиите која очигледно влијае и кај граѓаните. Како не влијае, па ако не само што имаат најголема редакција, они имаат и најголеми ресурси. Ти види ги политичарите кај нас, најголеми звезди се. Телевизиите, националните телевизии ништо не произведуваат. Увезуваме програми од Турција и од Србија, тоа слаим со Звезде Гранде и со Big Brother кај нас, албанскиот дел, не можеш ти да едуцираш јавност или да ја привлечеш јавноста да те следи. Нема, кажете ми еден квалитетен продукт во нашите национални телевизии, да не ги вклучам кабловските. Немаш. Знаеш што направи оваа влада? Го легализираше тоа што го правеше илегално ВМРО. Сега имаш закон за партии, влагат милиони и сега наместо ВМРО требаше да се донира, таму донира функционери, тоа беа се наши пари. Сега легално си ги земат и ги користат за да премиерот искочи на пресконференција и каже тие реклами не се плаќаат од владата. Од кого се плаќаат? Пак од буџетски пари се плаќаат. Од кого се финансира СДСМ? Идат преку партијата, па од партијата се плаќаат. Само го легализира тоа што го правеше ВМРО нелегално. Ова е само легализирање. Ја тоа ти викам, го надградија системот, само ништо не направи. Дали ние денеска имаме поголема слобода, медиумска слобода? Јас ви тврдам дека нема. Ние имаме перцепција дека сме послободни. Не сме. Сите мислат исто. Ако мислиш различно, ќе се пуштат, нема да бидеш ти веќе, ќе ти најдат нешто, ќе ти направат нешто. Многу добра поинта е ова, знаете зошто? Прво мене навистина, ама вака се вадам од кожа, не знаете колку се нервирам што за ВМРО зборуваме. Во 2000 знам, ама таа паралела дали гледате дека целиот погрешно зборуваме за поранешната ВМРО. За поранешната. Не знам што е таму сменето. Меѓутоа, значи, вие имате цел наратив кој што почна 2018-17 и до ден денес не е сменет, а наративот е ВМРО се баба рога. Знаеме дека се ВМРО баба рога, затоа се таму каде што се. За жал не се таму каде што очекувавме да бидат, зашто требаше да се преземат легални дејства за да бидат навистина таму каде што ветивте дека ќе бидат, тоа што не се е нивен проблем. Меѓутоа, обсесијата со ВМРО е навистина за мене деструктивна, затоа што ВМРО не смее да биде репер и владењето на ВМРО, односот на ВМРО да помане кон медиумите, не може да биде никако репер за ништо. Второ, од аспект на тоа што како слободата што ја зборуваме, значи оваа влада, морам да признам дека и ние како новинари може би сме малку виновни затоа што на почетокот ја дадовме грейс период. Ја не знам дали некоја друга ваква влада имала грейс период на толеранција на критика. Првите години од владењето на оваа влада ние бевме многу по-кооперативни кон нив и кон начинот на кој што практикуваат власта, токму од тоа што излеговме од медиумски мрак, дел од шарената револуција бевме и ние како новинари.
што е многу ретко, новинар да влезе во еден општествен процес, граѓанска иницијатива, меѓутоа ние гордо влеговме во таа иницијатива затоа што сакавме општествени промени. И сега ние дадовме грејс период и бевме супер, додека траја истраги за ВМРО, додека главниот наратив беа тие скандали и слично. Во првиот момент, кога нашите колеги почнаа да разоткриваат афери за владењето на оваа власт, наеднаш новинарите станаа непријатели. Па дали гледате денес со каква злоба просто нивните мегафони и на социјалните мрежи и по медиумите ги напаѓаат новинарските здруженија, новинарите, колегите, тоа е страшно. Ми текна сега пример исто со Бајле прочитав, да, со Бајле прочитав и баш се вознемирив, значи колешката Тања Милевска која што беше прекинат договорот со државната агенција, обвини дека тоа се случува заради незиниот политички став, некаква критика за владата и тие рекоа нема пари за дописници, затоа го укинуваме. Утрово прочитав дека има оглас ќе се враќа. Значи што излегува? Дека Тања била во право. Зошто е Тања повлечена? Така, ова е голем скандал. И сега вакви некои моменти што вели Фуркан дали слободата поголема или помала, слободата не е парче место на пазар. Мислам, не можете вие така да ја мерите на кантар. Слободата ја има или ја нема. Тоа е како смрт, живот. Не може малку да си умран. Јас ново само како размислувам и зашто сметам дека е се уште важно да збориме за ВМРО и за владењето на ВМРО, па и за она како се владеело и пред ВМРО, затоа што ние мора да зборуваме, не ќе да споредуваме. Не, окей, да, има разлика. Не треба да споредуваме, меѓутоа треба да ги гледаме ретроспективно работите за да можеме да разбереме како стигнавме до тука денеска. И мислам дека тоа е еден континуиран процес на буквално уништување од едно 30 години на медиумите и подкопување и на довербата во медиумите, кој што им оди во полза на било кој да е на власт, така, затоа што кога граѓаните не веруваат во медиумите, полесно ќе може да манипулираат со јавното мислење. И ние денеска после 20-30 години се наоѓаме во една ситуација во која што сметам дека дури ни премиерот не е свесен за тоа како треба да функционираат професионално медиумите и комплетно е изместена таа слика за што значи новинар и што значи медиум, затоа што ако гледаме дека премиерот вика па начинот на кој што се комуницираат работите можеби е застарен со соопштенија, треба да одиме со друг формат, тој како да смета дека тоа така по дефолт оди, он го пушта соопштението, некој во некоја редакција го копира, го пейстува во па има и такви медиуми, не е спорно. Не викам дека нема и мислам дека и тоа е дел од причината зашто се наоѓаме денеска тука, така, затоа што имаме еден врзан круг во кој што буквално они ќе го пуштат соопштението, некој ќе го ископира, ќе го објави. Тоа е зашто мислам партиите стана медиуми. Во самиот момент кога партиите стана медиуми, ставија под контрола своји веб платформи за делување и кажување на нивните ставови, веќе се изгуби секаква смисла, кога ќе видите какви бесмислени соопштенија во текот на денот се испраќаат на реакција од реакција, покажува луѓе во каква фаза сме. Не знам дали се случува на друго место во ваков формат, ама волку гнасна јавна дебата, не знам дали постои на друго место или можеби па ние сме импонирани од тоа колку може да бидат некултурни. Во тој контекст, затоа зборувам дека некој пат и самите новинари ние сме криви за сето ова што ни се случува и можеби и ние имаме голем дел од вината. Дефинитивно, само кратко и ќе го насочам повеќе како прашање, довербата во медиумите. Мене она што ме девастира во моментов е дека буквално не можам да кажам во процент, меѓутоа најголем дел од населението не ни верува како новинари. Едноставно нема доверба во нас. Тука сме со политичарите, тоа ти кажав, луѓето на улица, тоа ама сме подобри од судството. Ајде две работи тоа тука да ги ставиме. Да, подобри сме од судството кој не утеха. Не. Зашто е толку лошо. Две работи. Како гледате на овој проблем и како може да го подобриме проблемот со довербата во медиумите? Од кај би почнале? Тешкото за тема. Ајде, Фуркан. Не, од кај би ние цело време зборуваме за тоа. Цело време зборуваме за моменти кои што не доведува до овде, да ние на нас не веруваат колку на еден политичар. Ама и мислам дека и до менталитетот. Не може затоа што знаеме кој се беше новинар се ова време. 30 години од кога сме самостојна држава, не може новинар кој што живеел во комунизам, кој што има таков менталитет да ми кажува мене што е слобода и слободно новинарство. А повеќето беа такви. Например, ми се случува да седнам со постари колеги, и они се фалат зашто пијат кафе со премиерот, со министри. Тоа не е за фалење. Тоа од комунизмот, таа обсесија. Тоа не е за фалење. Титули. И сега ние сме, не знам, втората, третата генерација која доаѓа
онака помлади новинари кои што тоа не им е сатисфакција, ама пак они имаат проекти. Они се уредници по национални телевизии, они се директори. Многу е тешко да се пробиеш. Јас знам многу добри квалитетни колеги кои што не може да се пробијат, затоа што навечер на телефон му праќаат тема, му праќаат прашање и не сме да искочи од тоа. Што треба да направи? Да си отвори портал или да побара друга опција, а други опции ни ги нема многу. Знаеме колку е тешко сам да можеш да се одвоиш. Знаеш како ќе заврши квалитетен новинар што ќе се проба сам во ваков агресивен пазар, затоа што мора да расчистиме многу мал пазар, многу медиуми, ќе заврши како рекетар. Така ќе заврши затоа што не може да го издржи медиумот, не може да има вработеник или ќе заврши како партиски портал или рекетар. Тоа е мислам дека најголемата одговорност ја имат 5 национални телевизии. Видите како почна, кај се, колку пари зема, колку инвестира во квалитет. И се ќе ти биде јасно. Не може, да, ова е индивидуално може да сменам јас нешто, можеш ти, но до каде може да отиде, мислам дека имаме граници, имаме лимити. Не може се сам. Мислам, според мене, најголемата одговорност е кај 5 национални телевизии, затоа што на времето кога, еве на пример Алсат кога влезе, имаше и стипендии за новинари, сестра ми беше со стипендија од Алсат, искачаа многу добри новинари, донесоа кадар од Албанија и стварно беше една квалитетна школа, современа школа за новинарство. Дали сега има еден национален медиум, една стипендија за еден новинар? Колку новинари има на факултетот за новинарство? Колку луѓе сакаат да станат новинари? Нема, не е атрактивна професијата. Како ја доведовме до овде? Оди прашај ги новинарите што студираат, што сакаат да работат кога ќе завршат факултет и зошто се запишале таму. Па одговорноста може да се лоцира во оние бардови кои што ги спомнавме, за жал не се денеска. Ја тоа сакам да нас. прашам кате да не имаме недостаток на бардови, продукција на бардови. Некако луѓето стареат, а не гледам дека има некои луѓе кои ќе ги наследат. Може би има такви луѓе кои што не се пронаоѓаат во терминот, затоа што низ годиниве малку стана, затоа така емисијава ја почнавме, дискутабилно дали тоа е комплимент или навреда. Баш од аспект на тоа што и Фуркан го кажа, таа испреврзаност или исповрзаност на новинарството со политиката. Ова е мала земја, апсолутно нема никаков, ништо не е страшно вие да пиете кафе и со политичари, со премиери и како и така натаму, меѓутоа професионалноста не е сатисфакција во никој случај. Професионалноста е едно и транспарентноста исто многу важна во тој процес. Мислам дека многу е тешко да се каже како и што треба да се направи, ама мора да имаме на ум дека медиумите се слика на општеството. Вие не можете да очекувате шведски медиуми кај нас. Не можеме да очекувате Вашингтон Пост дека ќе го имате во Македонија. Значи тоа е невозможно. Ако вие имате ерозија буквална на сите области од животот, на судството, на образованието, па видете сега и на анализа, тоа беше скандалозно за мене. Образование и здравство се две министерства каде што најчесто се менувале министри. Па баш двете министерства каде што вие треба да кроите политики од сега за 20 години. Значи државна стратегија и во здравството, и во образованието, тоа не е за еден мандат, а камоли за 2 години. И сега целата таа ситуација, тоа се отсликува и врз медиумите, какви да бидеме ние. Од друга страна, па сега без лажна скромност ќе си кажам дека ние како фела па и не може да не сме задоволни од тоа што го правиме и што сме го постигнале. Што прават другите фели? Новинарите со сите мани, значи, останале доследни и критични во секоја време, кон секоја власт, секогаш има срж едно јадро на новинари кои што ќе речат ова е погрешно, премиере, не е ова добро, ако ви учат во вашиот кабинет и ви трепкаат со очињата дека е добро, не е добро. Значи, новинари има, дали има такви студии колку мина, дали има такви обвинители, дали има такви архитекти, дали има такви уметници, дипломати, дали има такви што сакате кажете, спортисти на крај на денот, кои што ќе излезат ќе речат ова е лошо и колку мина има такви. Така што, ако споредиме, се како велат, контекстот е се. Гледано вака, изолирано новинарството е катастрофа. Ке не обвинат субјективни дека сме. Апсолутно ќе бидам и немам срам, затоа што навистина верувам во ова што го кажа. Добре, поентата и се поврзува некако со она што го зборуваше Фуркан, дека секогаш тие напори се индивидуални напори во кои што се одвојуваат од фелата луѓето и се некогаш се ствараат и мали групи на луѓе кои што се бунат. Ма тоа е животот. Да, секогаш има поединци кои што. Секогаш. Меѓутоа она што се поврзува па со Фуркан е влијанието на големите телевизии, односно националните телевизии кои што имаат улога да може да го движат новинарството во одреден правец, да инвестираат во новинарството, да инвестираат во оригинална содржина. Ние во моментов имаме и ги спомнеме, телевизија Сител има 2 милиона приход, а оригинална содржина не продуцира ништо освен дебатни емисии. Не може
епифани на она што е во моментот во Македонија производство на содржина, да е Или само добрите дебат. емисии се производ на странски донатори. И тоа се следно сакав да го кажам, она све што е малку произведено кое што не е дебатна емисија, доаѓа како А што очекуваш? како субвенција од некаков. Ама што очекуваш? Ги знаеме собствениците, втор бизнис им, трет бизнис им, не има примерна цел и никогаш не сватија дека новинарство, телевизија, медиум, не е обичен бизнис. Има и голема општествена одговорност. Не можеш ти да го гледаш само како бизнис. А како го гледат до сега? Исклучиво низ призмата на пари, апсолутно. Па да, на никој од нив не им е примарен бизнис Како телевизија. Алат каза да ги заштитат своите бизниси. Само како така. И сега тоа очекуваш квалитет. Нема таму квалитет. И затоа тука би ја спомнал и улогата на јавниот сервис, иако во последните години и таму работите кои што се случуваат не се најсени и има проблеми во самиот јавен сервис, меѓутоа самата улога како јавен сервис, тоа е телевизија на граѓаните и таму може да Ама почнат не. промените. Ама не, реално не. Јас ќе зборам се за вториот програм, за сервисот на албански. Само погледнете ги последните конкурси. Погледнете кој е на раководни позиции, се ќе ви стане јасно. Тоа е огранокот на Дуи во МТВ. Мене, слободно, погледнете ги имињата и погледнете ја Голем проблем е програмата. јазичната бариера, исто на тоа мораме да работиме како медиуми, а не го работиме. Знаете Затоа што националниот ние сервис не на знаеме што албански, се случува, знаете разбираш? националниот сервис на албански какви емисии има? Ало ВИП, Здраво ВИП, Компромис ВИП. Тоа нема ниту една едукативна емисија, јавен сервис е. Со тоа што од друга страна па МРТ1, еве на пример овој подкаст оди на Затоа зборувам, МРТ1, да, затоа и затоа да се зборувам. направи разлика. Овој подкаст оди на МРТ1, Пак ќе- агенда 35 Пак ќе бидеме таму. субјективни, престани. Не. Па не добро, ама ако Ама тоа погледнеме сепак биле производи кои што имале и некаков тип на странска помош, и тоа сакав да го за да кажам. се етаблираат ако ништо друго. Меѓутоа ние како новинари можеме да влијаеме и да го превземеме тој сервис и да можеме да дозволиме да се креира Да, некоја тоа- подобра тоа мораме содржина да го затоа што направиме. тоа е дел од она кое што е потребно. Со Сител и со Канал 5 и или со било која од другите телевизии или со Алсат не можеби нема да се разбереме. Меѓутоа тука имаме простор за промени. Ја барем така гледам на Не само работите. тоа, приватните телевизии си имаат право и на корпоративна слобода. Значи, колку ќе разберат што е јавен интерес, е прашање на вкус и на добро поведение или воспитување на крајот на денот. Си имаат корпоративна слобода, решиле да прават пари, тоа е легитимен интерес, пеќе. Меѓутоа, јавниот сервис има друга улога и тоа е факт и треба да се потенцира. Затоа да, и затоа треба да се зацрси Затоа треба да улогата. се... сега, од друга страна, Решиле имате да друг прават пари, егоач, ама не јавни пари. Затоа што Е. знаете ли Сега тоа ќе го ќе го спомнам. каков притисок имаше ова влада од 5 национални телевизии за да се пуштаат кампањи за вакцинирање. Море, не знам дали Знаеш имаше каква- толку, имаше притисок, меѓутоа и владата беше онака како Сакам, да ви ама дадам, а нека, да не ви да, дадам. да. Значи, Па добро, да ама. не бевме ние како новинарски здруженија и некои истурени играчи во владата внатре што ни беа сојузници, што отворено, што зад скриено, тоа и ќе се случеше. Ама тоа е, затоа викам дека многу е битно да се направи паралела. Тоа се пракси останато од минатото. Така И е. тие беа многу убави, многу лесни пари на општа Ама нели се уплатница, прекина? уплатени во банка и тебе Ама ти се прекина легнуваат. таа практика. Да, ама Едно од очигледно ветувањата во таа првата програма од 2017 никогаш напиша. да не се повтори. Никогаш да не се, да, тоа зло да не се повтори. Да, Сега улогата на владата каде е тука, затоа велам, значи на страна приватните телевизии вие мора да креирате медиумски политики. Медиумски политики се како сите други политики. Значи треба да имате визија за развој. Каква медиумска слика сакам да имам јас во државата? Дали тоа ќе биде ова? Соопштенија, читање на говори и слично, дали ќе биде поддршка на квалитетно новинарство. Вие можете да направите уште 10 вакви емисии, со тоа што ќе ги поддржите и ќе бидат тие сосема независни, а сепак ќе ги поддржите. Вие имате држави во светот, еве јас пошто од Совет за етика, ако ви кажам дека австрискиот Совет за етика е финансиран 100% од владата, германскиот од парламентот, ама таму владата која ќе даде пари не се меша. Значи тоа е традиција стара 100 години саморегулација. Тука, ние кога се формиравме, министерот за информатичко општество Иво Ивановски прво што направи не викна и рече колку треба да помогнеме и ние рековме николку. Значи не ќе да снимаме работа со вас зашто знаеме помошта од владата во вакво услови што може да значи. Значи сакам да речам дека државата мора да има визија за медиумските политики. Јавниот сервис е една од тие визии. Таа визија се креира заедно со фелата, се креира заедно со експерти од надвор. Го гледаме ние тоа? Не. Значи зошто немало промени, зошто нема реформи, они цело време не можат нешто да се договорат, а дојде нешто за нивен интерес, има наеднаш магични консензус и присуство на пратеници и така Зошто го натаму. спомнува затоа што невозможуваат ни фер пазар за некој што сака да изгради силна телевизија, да го направи тоа.
Само видите што се колку ни вреди 20 милиона, колку беше, толку имаше некои проценти дека вреди медиумскиот пазар. Да. Видите кај идат тие пари. Во 5 национални телевизии. Ти ако сакаш да отвориш телевизија и да направиш квалитетна програма, не можеш. Кај нас мора да зборам за албанскиот дел. Кај нас има монопол. Албанска национална телевизија приватна има само една. Тоа законот не го дозволува. Дали може некој да го смени? Не може. Со години бараат лиценца кабловски телевизии, не им даваат. Таков е пазарот, истражувањата покажуваат и не може 24-ка. Исто така, со години бара лиценца за да стане национална, не и даваат. А реално, ако по она ја што го гледам во јавноста, 24-ка има многу повеќе влијание кај јавноста. Така е, долго време ова дискусија со тоа што од друга страна не можеме се потпреме сите телевизии дека мора да бидат национални за да можеме ние да градиме сериозно квалитетни полици. Да, но законот не го дозволува монополот. Кај албанскиот дел имаш монопол. Кате ја врати дискусијата на владени политики, како владата има, која е улогата на владата за да може да се подобрат овие работи кои што ги дискутиравме пред малку. Јас не гледам дека владата има волја да ги подобри работите, ако имаат свој медиум внатре во влада со 36 луѓе, се враќам на темата за која што тоа е визијата очигледно. Нивната визија за медиумската сцена е таква. Тие 37 утре да станат 67, како во секое министерство како телевизија. И да Мене ме интересира малце ќе се свртам кој. На крај има и шминкери, и фризери. Па не знам дали се само 37, но добро, затоа што нели има договори агенција. Ова е она што е официјално пријавено. За све што е неофицијално ќе одговори Ана Андреева дополнително. Од тие 37 души не искачаат, тие се продуцираат на друго место. Фуркан, работиш во телевизија, колку луѓе има во телевизијата во информативната програма, нема точна бројка, ако го споредиш со влада и си човек кој што за разлика од нас е повеќе на терен во дневното новинарство, може ли да ни кажеш како фактот дека владата има поголем медиум од било која друга телевизија влијае на вас кои што работите дневно новинарство? Тоа не може да се спореди со нашата редакција, пример, која е на кабловска телевизија. Е многу мала, 5-6 души сме во информативниот деск, уште 4 има на веб, толку сме, 3-4 уредници. Меѓутоа, тоа не значи дека немаме квалитет, да се разбереме. Убаво ќе беше овде да имаме и фоторепортер и да ни или снимател, за да ни кажа со какви глупости ние се справуваме. Ти ќе отидеш на настан на влада да сликаш или да снимаш настан, фотографот на владата е таму на 5 метри, влезен во забранетата зона за нас, ние сме на 100 метри. Нашите, затоа што ја као телевизиски новинар ја може да пишувам 30-40 страни, но ако немам видео джабе, една секунда видео може да кажувам многу повеќе од 30 страни. Во овој контекст, дали мислам дека е време да ги пуштиме сега изјавите, имаме снимено и фоторепортери и новинари. Тоа е од протестот на здруженијата на ЗНМ и на синдикатот по повод однесувањето и ароганцијата на владини министри, па да ги чуеме колегите и искуствата нивни со какви ситуации се соочуваат кога одат на пресконференции и каков е односот на портпаролите и луѓето ангажирани во да се грижат за политичарите кои до вчера ни беа колеги. Значи, буквално пиар тимото сеглека, значи ги гледаме како ни се мешаат во работата, не дека што наша работа, дека што е наша одговорност, одговорност кон јавноста. Пиар тимот може да си има своја работа на пиар тимот на владата, нели, за владините работи. Не може со тоа што се мешува работата на новинарите, со тоа и ерозија прави на довербата и онака кревката доверба на новинарите, така да препорачувам на тимот да не се меша у работата на новинарите, да си ја работи владината работа, која што сега си ја работи. Само толку. Како влијае агресивниот владин пиар конкретно врз работата на снимателите и на фоторепортерите? Па влијае многу и тоа знаеме како влијае. Тоа се гледа од бројот на фоторепортерите, затоа што буквално ако ти ангажираш фоторепортери, ги снабдуваш сите медиуми со фотографии, тоа директно влијае кај нас, затоа што ние сме тие кои на крај ќе останеме без работа. Друг момент е тоа што кога ние идеме на терен да фотографираме, имаме некакво ограничување од
владините службеници кои буквално не ограничуваат и ние не можеме да фотографираме таму кај што ние сакаме. Агресивниот владен пиар на работата на новинарите буквално им ја краде нивната работа и наместо да известува во интерес на јавноста, многу често се случува да известува во интерес на политички партии на останатите центри на моќ. Кога политичарите, центрите на моќ, бизнисмените нас не девалвираат, не оквалификуваат и не навредуваат, остават печаток во јавност и во општеството, дека тоа секој може да го направи на улица. И ние всушност сме индиректно или секундарно виктимизирани. Ние сме напаѓани затоа што нема казнивост, а има одобрување од тие кои раководат со апаратот системот. Јас мислам никако една редакција. Они се однесуваат како единствен медиум во државата. Тргнувајќи од односот, тргнувајќи од неажурноста, нетранспарентноста, ако сакате и од личниот однос и арогантното и агресивно однесување. Мислат дека се таму за да го ние само да го пренесеме она што ти е трепнале. Односно, очигледно не го читале Орвел, кој што и не ја запомниле лекцијата или не сакаа да ја запомнат. Дека новинарството не е тоа што некој сака да го каже, односно што сака тие да го кажат. Тоа е пиар. Таман, добар сегуј беше кон муабетот, Фрукан го почна и во прав момент можеме да го пуштиме, затоа сакавме натака да ја насочиме темата. Очигледно дека колегите, тука имаше представници и директорот на Сдруженијето на новинари, и председателот на синдикатот, и фоторепортери, и новинари. Значи, очигледно дека фелата е незадоволна, имаме проблем. Не ги разбирам, не, работеле во медиум. Имавме случај, не знам што, беше еден многу важен настан во Палас и девојче од пиарот на Заев беше тогаш, застана пред камера и викам, девојче, тргни се пред камера си. Намерно застанува. Намерно тоа го објавивме, се направи. Ова најмал проблем е ова со ти доаѓа пример во пиар секторот, ти вика овде не смеш да ја поставиш камерата поради безбедност. Ти ја гледаш, извини, дали си ти во пиарот, во МВР, во што си, во која служба? Ти кажува кај да ја наместиш камерата, микрофонот овде не смеш. Не сваќаат што е нивната работа. Нивната, ако се во пиар тимот, нивната работа и да ни олеснат на нас, да пренесеме информација кај граѓаните. И реакциите, ти поставаш прашање, реакција од страна. Ја имав реакција од шефот на кабинетот, не знам како се вика дечкото, млад дечко, еден дури не го знае. Артин Попов. Да, му се свртев, го прашав, мали извини, кој си ти? Ми вика, добро бе, зар на овој ден беше, мислам, денот на македонски јазик, на македонскиот јазик, и сега беше политичка криза, требаше да поставам прашање за темата, 3 дена, 4 дена, пример, немаше нигде, и влегов со микрофон, и поставам прашање, вика, добро бе, на овој ден вакво прашање, викам, добро, нека одговори на македонски, не мора на англиски, и така е денот, и упорно упаѓа, кој е тој да ми се меша што ќе прашувам ја или како ќе постапам? Па имаше министр што рече не сте вие тука да коментирате и да поставувате прашања. Значи... Добро, на што се должи нивниот, ајде да речам, агресивен, може би е претежок збор, ама подценувачки однос. Агресивена и знаете секој агресија класично подценување на новинарскиот труд. И во личниот живот, и во професионалниот живот, во било што, во било која релација од животот, агресијата е секогаш слика за несигурност. Значи, тоа е дефиниција, според мене. Имате една несигурност во сопствените политики. Јас, ако сум убедена дека тоа што го правам е добро, ако сум убедена дека навистина креирам сериозни политики кои што се во интерес на граѓаните, ако сум убедена дека сум честна и дека моите министри немаат афери, дека нема ништо спорно во тие хонорарци, дека нема ништо спорно во злоупотребата на јавни ресурси, јас тогаш зошто би била агресивна? Имаше еден од претходните функционери, еднаш на Леле, тоа беше баш за вас, сега се сетив, на еден прием дојде и беше страшно агресивен со мене, викаше кон мене, зошто сме донеле одлука во која сме ја заштитиле Ирала. Значи, Советот за етика, тој се жалел, вие сте имале некои истражување, човекот се жалел, комисијата одлучила дека текстот е напишан по стандарди и тој мене, ама вие не знаете со кој еден тон, значи со какво викање. И на крај муабетот заврши, значи јас објаснив дека не сум јас во комисијата, сем си има тука, не ни знаев дека имало таква одлука, џабе, значи он вика и на крај вика јас сум, мене секој евро ми е честно заработено. И мојот одговор само беше, па зошто викаш? Што се вознемируваш тогаш да те тресат? Ако тебе секој евро ти е честно заработено, сите новинари нека дојдат, нека истражуваат колку сакаат деноноќно. Врз мене јас нема да бидам несигурен. Значи, несигурноста е таа што ги прави агресивни, анкетите ги гледаме. Значи, тоа што па тоа колку е, мислам, просто е пресмешно како истите институти што до вчера беа најрелевантни, што вадеа најдобри информации, сега наеднаш ни една анкета не е точна. Мислам,
тој страв од губење на моќта и на власта, очигледно е што ги прави агресивни. Не сме да не доживуваат како непријатели. Ние им помагаме. Ние стварно им помагаме. Апсолутно. Од историјата со Софијанова, нели имаше ревизија во сите клиники и колку пари таму се спасија. Колку директори вратија пари. Колку директори што злоупотребиле службена должност и поднесоа оставка. Знаеш ли колку пари ние спасивме? Со една сторија. Колку пари вие сте спасиле на оваа држава со вашите истории? Ти изедначуваш дека твојот интерес и владиниот интерес е едно. Така треба да биде, ама не. Ти си ги спасил граѓаните, ама си и наштетил политички на владата во низиниот капитал. И затоа си непријател. Јас затоа и го земав телефонот да прочитам нешто, затоа што е многу добра поента дека владата мора да разбере дека треба да ги поддржи медиумите да работат за да може да се случуваат добри социјални промени. Само во 2021 година во буџетот се додадени 515.000 евра преку казни изречени по објавата на едно истражување на истражувачка репортерска лабораторија. Значи, збориме дека ако имаме здрави медиуми кои што ќе може да си ја работат на начинот како што треба, и Фуркан даде пример од негово истражување, сведоци сме и на многу други истражувања кои што биле објавени и од други колеги. Ако имаме медиуми кои што здраво ќе си ја работат, ќе може општеството да расте и да има прогрес. Меѓутоа, од друга страна и Кати има право дека очигледно на нив тоа не им е битно и имаат некаков страв дека не сакаат тоа да се промени. Перспективата е различна и луѓе сите се мислам до вчерачни соборци се дел од нив во борбата за поинакво утре и за уривање на репресијата. Тие луѓе точно знаат дека ова не е во ред. Не сакам да верувам дека некој од нив мисли дека ова што го прават е добро. Тоа би било стварно веќе друга фаза. Зависи колкава плата зема. Од тоа зависи неговото мислење. Добра поента. Ма не, и така е. Не, ако зборуваме за тоа што се поврзани овие двете, ми само видете го невладиниот сектор, колку е пасивен од како падна режимот. Особено неколку невладини, да, тоа е факт. Не знам, некогаш се прашувам дали се уште Груевски премиер, кај е тој невладен сектор кој што за време на режим беше силен, стварно беше силен и гласен. Кај е сега? Тоа е невладен сектор, немаш новинарство, се обидуваат, секој новинар што ќе покаже желба да направи нешто да го стиснат. И еве го резултатот. Резултатот е таа јавна дебата и тој дискурс. Се разликата дали софт метод преку подкуп на некој начин или земање под закрила или некој хард метод како што Груевски тоа го правеше. Добро, ама некако како сите политичари да се научија да се однесуваат подценувачки со новинарите, јас мислам дека клучната улога тука имаат и газдите на медиумите кои одржуваат блиски бизнис конекции, па така да не е ни битен почитот кон новинарите, затоа што најверојатно работите се решаваат на малку повисоко ниво и преку еден телефон. Фуркан, си имал ситуации каде што ти се заканувале? Политичари, кај моите газди или мене лично? Политичари, газди, луѓе кои биле предмет на твои истории, на твои известувања. Какви се, бидејќи малку знаеме што се случува во албанскиот дел на медиумите и притисоците кои според моје искуство некој пат знаат да бидат и побрутални во однос на македонскиот дел. Да, но ја имав среќа што имав добар ментор, Фатмир Алију, со него почнав од 21 и као млад новинар можев да се грешам многу пати, но знаеше да ме смири, знаеш, сакаш млад си, сакаш се да објавиш, не размислуваш за тужби, за реакции, за ништо. И имав многу добар ментор и секојаш не заштитуваше. Што и да се случи, он ќе преземеше и ќе притисоци имаше. Меѓутоа, знаете која е разликата од саќе мора да ги поделам на албански и на македонски. Навистина сакам да го направам многу различно. Не, јас не сакав, ама морам да функционираат. Факт е и е проблем. Знаете, дуи колку е цел живот е на власт. И толку се комотни што ти каков и да е прилог со сите можни факти на светот, ако не реши председателот да го разреши или да го трне на страна, тој нема да се трне и затоа не ги интересира многу за новинарски прилог. Ти што сакаш направи, се изгуби моралниот компас кај нас. Ние имаме само еден заменик министер од ДУИ кој што си поднесе оставка поради корупција и тоа му извадија албански медиум со видео. Да не беше со видео, немаше ни таа оставка да биде. И сега може да сватиш зашто немам притисоци јас. Затоа што апсолутно не ги интересира ти како работиш. Ни дојде господин, сега не знам дали е вредово да го кажам, но ќе го кажам, затоа што е председател на партија. Ни дојде председател Ахмети на емисија и пред емисија да се поздравиш и не рече зборувавме баш за ова тема. Медиумите не може вика само критикувате без факти, вика ма кога вие сте разрешиле еден функционер затоа што имало истории со факти. И тука заврши дебатата. Едноставно кај албанскиот дел знаете што се зборува.
нема новинар што вреди да го корумпираш, затоа што немаат моќ ниту еден. Ниту еден нема моќ да смени јавно мислење. И зошто би го корумпирал тој новинар? Со тоа што ако треба го споредам ова со пак сега тоа двете страни се двата блока со тоа што се случува на нашата страна, ние многу често сме мета на напади, мета на закани, мета на организирани онлайн хајки. Да, сакам да кажам дека тоа веќе ја го кај мене тоа секојдневие. Ама тоа сакам да кажам дека притисоците може да дојдат во различни форми. Некогаш тоа ќе биде некој ќе дојде да проба да ти понуди нешто под рака и да ти рече ај ова не го објавувај затоа што не е добро за нас, па така ќе проба на тивко. Некогаш ќе биде поагресивен пристапот од типот на ова ако го објавиш, знаеш ли што ќе ти се случи, не смеш да излезеш на улица после тоа. Ќе ти измислуваат лаги, ќе ти прават некогаш и директен напад преку социјални медиуми со користење на онаа сите нивни армии на ботови, па ќе инсинуираат одредени работи за медиумот, па ќе го искористат она што се го објавува за да може да го секојдневие. Па мислам дека и тоа последно што го збориш можеби е најопасна алатка. Со тоа што ќе ти го сменат јавното мнение за местото каде што работиш и за личноста твоја. Дури мислам дека тој сега виртуелен напад, дигитален напад станува пострашен од сите закани кои можеби сме ги добивале во инбокс или Па добро, очигледно значи и ти си под притисок кога станува збор за вакви напади. Но не само резилента. Мислам дека отрпна се веќе. Не, стварно станува секојдневие. Колку не викам дека ова треба да се свати како нормално и дека окей што се случува, меѓутоа колку новинари се нападнати во последно време, колку тие закани се реализирани, да треба да се преземат се. Јас лично веќе не ги сваќам озбилно затоа што секој втор ден има такви пораки од непознати профили. Некој што сака, сакам да комуницирам со сите што имаат забелешка, сугестија за мојата работа. Ќе ми пише дека ово нешто што сум направил не е во ред. Дури со обични граѓани се објаснувам со саат, им пишувам пораки на социјалните мрежи, објаснувам зошто нешто што сум направил кој што сум направил. Затоа што сакам да се врати. Уште е млад. Но не, кога не ќе можам ова да го направам, ќе се откажам од новинарство. Му кажав и на Давид, има се работа колку сакаш. 1000 денари дневница во ресторан да ми е садо. Ќе месиш леп, ако ништо друго. Ама многу е битен овој директниот контакт, затоа што тие бардовите го изгубија контактот со тој обичниот граѓанин кој бара да му се реши еден проблем. Јас сакам да бидам во контакт со нив и цел време им објаснам. Со бардовите или со луѓето? Тама работа, знаеш ево какви односи сум со нив, затоа што имавме една дебата која траеше можеби една година во социјалните мрежи. Со тоа што сепак на крајот од денот морам да ти контрирам на прашањето за безбедноста на новинарите, ние како организација секогаш го гледаме како еден од највисоките приоритети, особено затоа што знаеме дека често се работи на многу сензитивни теми и важно е да бидеме свесни за кои се можностите, особено на луѓето кои што се бават со организиран криминал и корупција и кои што најмалку се сакаат тие работи да бидат објавени во јавноста. Мене ми се свигаше, пак се враќам на она што го збореше Кате, дека агресијата секогаш доаѓа од страв, а очигледно во моментов во владата и кај бизнисмените и кај луѓето кои што се тема во медиумите влада е голем страв. Да. Ама да се разбираме, вашето работење на друго ниво. И тоа мора да се каже. Вие допирате до многу големи вакво бизнес структури, политички структури. Сепак, нашето работење, ја мојата пример, мојот прилог треба да го спремам за луксус ми ако имам 2 дена. Ќе треба да го спремам за добро, ден. Добро, треба да се потенцира дека и дневното новинарство е ужасно тешко, дека и има своја улога, страшно голем предизвик дневното новинарство. И дека тоа се различни концепти. И секој треба да се вреднува подеднакво и колегите кои работат дневно новинарство вршат исто добра работа колку и луѓето кои работат малце. Сите жанрови. Ако мојот прилог задира кај 2-3 функционери или еден бизнисмен, вашето истражување е потемелно и така да, меѓутоа е важно затоа што интереси. Баш ти имаш секојдневен контакт со граѓаните, граѓаните се секојдневно изложени на содржината која што ја продуцирате во дневното новинарство и сметам дека баш ако тука не се подобри квалитетот на дневното новинарство за да може граѓаните да бидат информирани и да носат критички одлуки, тогаш не гледам како другачи би се промениле работите. Да, така е. Па добро, мислам дека условите за работа се лоши, платите се ниски, не се уложува во работење со млади колеги, во обуки, па да затоа и оваа професија стана веќе тотално неинтересна, бидејќи дојде време кога стварно секој може да биде новинар. Да. Што работиш новинар? Окей. Мене тоа ми беше последната точка која што ми беше ставена на списокот, Бојана, ако имаш нешто ќе поминеме, меѓутоа чисто го спомнавме на неколку пати
инвестиции во телевизиите, односно како ние како новинари потврливме во целата работа, меѓутоа сакам да го гледам од аспект на тоа дека сметате ли дека новинар со 350 евра плата може да работи добра работа и од каде да тргнеме? Пак се враќам на прашањето, затоа што не би сакал да го завршиме само со негативен коментар, како би можело да тргнеме за да го смениме? Знам, знаете како пак ќе речам, дел од општеството се. Дали може новинар со 350 евра, па не знам дали може, каже некоја друга професија, со исто 400 евра, например. Пекар. Не, еве, учителката во градинка на Сидми. Која што е 22.000. исклучително добра, светски добра учителка, не знаете колку се труди жена, мислам прекрасна е, и колку колку е платена. Па пак е добра. Значи, ме разбирате, не е тоа се... Или, например, еве и министерските плати, земете ги. Јас не сум популист. Најмногу што ме нервира е тоа, не знам, кратеме тука правиме, додека грабаат наоколу на се, значи они пешки оделе на работа. Немој да одиш пешки на работа. Немој да злоупотребуваш школата за партија, инаку молим те, вози се со шофер, немам проблем. Биди безбеден, спи во убави хотели, се е тоа окей. Не кради. Тоа е прашањето. Значи, не е само до парите, туку треба и малку и свеста што е новинарство. Значи, ова е професија што се работи со љубов. Значи, ние или навистина е бара еден сензибилитет, бара една свест за јавниот интерес, бара талент, ако сакате, не е само дипломата, не е само школите што ќе си ги посетите во животот. Значи, како да се разбуди тој интерес? Сега се е изместено, мислам и самата бизнис сцена се поместува, нови професии имам изникнуваат од ден на ден. Мислам комплицирано, меѓутоа мислам дека треба да се работи со младите за да можеме некако да ги анимираме да навлезат во оваа професија ако ја гледаат како ако јавниот интерес е фокус и ја гледаат како начин да го подобрат општеството. Баша, кој од нашите професори не учил дека ќе правиме пари од оваа професија? Никој. Сите ни кажуваат на време дека... Ако сакате пари, идете у маркетинг. Тоа го каже точно мојот професор. Ова е многу едноставно. Не си добро платен, не си задоволен од платата, смени професија, смени медиум, најди подобро решение, ама се дека работиш како новинар, имаш многу поголема одговорност за да размислуваш само за платата. Не викам, еве да ви кажам, со 200 евра сум започнал ја. Дури сум зборел со газарицата, сум кажал не сакам ни плата. Да. Но кога ќе дојде времето да ме вреднуваш како што треба, затоа што знаеш од нула почнуваш. Јас волонтирав во вечер, тоа беше еден друг вечер, предавата таму да биде, значи вечер на Петар Рибарски и слично. Значи во вечер волонтирав 6 месеци, после година и пол земав хонорар од 50 евра, паралелно со студиите, па уште цела година земав хонорар од 7 месеци. И бев пресрекна затоа што 9000 беа за мене, не знам, нешто многу добро, и тогаш имаше некоја таму смена на уредништвото, не избркаа сите млади, и следното работно место ми беше со 300 евра. Значи, тоа е тоа, ама снимале скалила. Не може мојата плата да се рефлектира на тоа што го известувам, затоа што тоа го читат луѓе. Не така, може, едноставно не може. Ако Сакам не да е го речам. квалитетно, ако не го правиш со сета своја желба, како да кажам, подобро не го прави затоа што ќе наштетиш. И ти пишуваш исто, и тогаш кога си земал 300 евра, и сега кога земаш, например, повеќе. Неквалитетен медиумски производ прави многу Добро, штета. ама мораме и да нагласиме дека има пар луѓе новинари кои убаво живеат од новинарството изминативе 20 години. Не живеат од новинарство, Бојан, тоа е суштината, и тоа е не е добар проблем. новинарство. Бев ироничен, ама има 20 луѓе кои Само да убаво не ме живеат. сватат погрешно, газите, важно е да имаме добри плати. Многу е Да. Бојан, ако немаш уште нешто, мислам дека ова е супер нота да го завршиме разговорот од И јас причина така што буквално оваа професија им служи на граѓаните и ние сме тука за граѓаните и мислам дека ако можат сите млади новинари да гледаат на тоа така и да се посветат на работата и да пробаат да ги променат работите, тоа е единствениот начин како можеме да предизвикаме некакви промени. И не треба да се грижиме многу за ваквите тенденции, мислам дека како што и во текстот пишуваше, немаат ефект. Што дека потрошиме толку пари? Зашто? Дечки, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Мислам дека имавме супер разговор. Пред да завршиме имам едно соопштение, не е владино. Деница замоли дека мора да го искомуницираме ова. Сметам и дека е важна тема, се поврзува многу и со она што беше денеска тема на разговорот, финансирање на медиуми. ИРЛ има една нова вест што сака да ви ја каже на гледачите на овој подкаст. Ние сме невладено здружение, начинот на кој што се финансираме не е for profit модел, значи ние не остваруваме никакви профити од содржината која што ја работиме.
Затоа сметаме дека единствениот начин за да можеме да продолжиме со оваа работа, да не бидеме под влијание од страна на сите оние приватни компании кои што сакаат реклами да се сервираат и такви работи, избравме да имаме ваков модел на финансирање и она што сега го правиме во моментов е дека сметаме дека медиумот треба да се финансира од граѓаните, односно од мали донации од граѓаните. Отворивме форма на нашата веб страна irala.mk/doniraј, каде што може секој од граѓаните да донира, еве да речеме 100 динари, 200 динари, зависно од тоа колку символично, кој колку може, тоа може да биде на месечно ниво, може да биде еднократно, како и да се чувствувате. Доколку сметате дека работиме важна работа, доколку ви се допаѓа ова што го правиме и доколку сакате да продолжиме да го правиме ова и да правиме повеќе од ова, би ни значило доколку донирате и продолжите да не следите. Така да во продукција на Истражувачка репортерска лабораторија и копродукција на МРТ1, ова беше 12-тата епизода од подкастот Разговор во редакција и ви благодариме на довербата. Фала, дечки. Фала.